нуда, брендирани парчиња на дотерани минувачи на улица или само копија. Со порастот на трендовите за купување преку интернет, стана полесно производите со реплики да стигнат до глобалниот пазар. Ова сега е вистински профитабилен бизнис. Реплики се прават и во најголемите модни центри, но за кралство на производството на копии е големата Кина. Како резултат на производствените способности на Кина, рентабилната работна сила и глобалната побарувачка за луксузни стоки, таа стана центар за реплики. Различни луксузни брендови имаат леарници во Кина, што значи дека таму може да се најдат и копии на луксузни брендови. Луксузните брендови предпочитаат да избираат кинески фабрики за аутсорсинг на нивниот производствен процес. Тоа е затоа што се способни да произведуваат висококвалитетни производи во голем обем. Покрај тоа, кинеските фабрики имаат пристап до материјалите што се користат за производство на стоки на многу компании од луксузни брендови и оригиналните специфики за дизајн, што им го олеснува реплицирањето на брендирани луксузни предмети. Друга причина зошто Кина има богат синџир на снабдување со копии е ниската цена на работната сила, што ја прави најдобра локација за производство на стоки по пониска цена. Од тука, кинеските фабрики нудат реплики со само мал дел од производната цена на оригиналното парче. Ова ги прави прифатлива алтернатива за корисниците кои не можат да си го дозволат оригиналниот надпис. И на крај, клиентите кои сакаат да поседуваат луксузни предмети без да ги платат високите цени на оригиналните луксузни стоки, се почесто купуваат копии од кинеските веб локации, што резултира со профитабилен бизнис. Некои од нив се толку веродостојни на оригиналот што речиси е невозможно да се препознаат. Па така за цена како за оригинал, копиите стигнуваат на секоја страна од светот. А Македонија не е исклучок. Но колку е остро окото на македонскиот купувач? Знае ли да препознае оригинал кога веќе плаќа дебело? Порано имаше, сега не знам. Сега не знам дали има оригинал сега. Порано имаше оригинал, а сега во ситуацијава не знам како е. Зошто се сомневате сега дали има? Како? Зошто се сомневате? Порано имало, а сега зошто се сомневате? Па сега ради ситуацијава како е, што ќе гледаме како иде сега. Значи се иде на превара нешто да се нема, тоа е више. А цените? Оригинално. Цените може некои цени така и така да бидат некаде солидни ценички, ама во однос на поранешното цените се сега поевтини, ама квалитетот не е тој. Не сум сигурна, мислам може да има, ама не знам колку е баш оригинална, баш кај нас. Не знам пошто се препознава, меѓутоа знам од други луѓе што живеат во странство дека квалитетот е поразличен кај нас. Па на некои места може би има, ама мислам дека грото е фалсификат. Зошто така мислите? Зошто е тој сомнеш? Не знам, одавна е тоа, поради трговциве што сакат поише да заработат. И дека шверцуваат доста. Пошто се познава оригинал од фейк? Па валда после некое време квалитетот ќе го видиш дека не е тоа. Па не препознавам по продавницата, пошто ќе влагаш во продавницата. Би требало да е оригинално. Се сомневате ли во тоа дали е оригинал или е копија? Да. Зошто? Па Македонија е. А цените какви се? Па прилично скапи, 10.000 има, зависимо од 6 па нагоре, според мене. Има и ефтини, ама не баш нешто не се ефтини. Кога одите во други земји, да речеме, дали забележувате разлика во квалитетот? Да. Да. Што забележувате? Подобро се шиени. Материјалот е подобар. Желбата да се носи марка е поголема од сомнежот дали парчето е оригинал. Напредокот на технологијата ќе бара постојано острење на окото за препознавање на реплики.